Агенцијата за млади и спорт и Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Пливањето и ватерполото се спортови со традиција во Македонија. Се сеќаваме на оние минати времења кога посветувавме големо внимание, бидејќи пак постигнуваа големи резултати на нашите пливачки маратонци, почнувајќи таму уште од покојниот Нико Нестор, па преку Дики Бојажи, па неговата сестра Атина Бојажи, која патем да кажам, беше една од првите жени што го преплива каналот Ла Манш. Во тој период, покрај ова маратонско пливање, нормално се одржува и пливачки надпревари во Македонија. Центар беше Охрид и Струга, затоа што во другите градови немаше езеро, а немаше и базени, дури подоцна се изградија, па така се развиваше овој пливачки ватерполо спорт подоцна и во Скопје, Прилеп, Битола, Штип, Велес, секаде онаму Струмица каде што се изградија базени. Но со време, еве Скопје, например, доби 2 базена во 1979 година, изградени од самопридонесот, оној малиот во Карпош и големиот, олимпискиот, во центарот на градот, па од тие моменти може да кажам дека приматот во пливачкиот и ватерполо спортот го презедоа од Охриѓани и Стружани скопјаните. Иако пак во екипите на Скопје, тоа беа Вардар, Младо, Студент, членуваа па спортисти од овие два града. Во периодот кога пливањето почна вака со позабрзани чекори да се развива и во Скопје, се појавува една генерација мощна, надежна, која ветуваше добри резултати и во пливањето и во ватерполото. Еден од тие репрезенти на таа генерација и нашиот следен гостин, сместен во македонските спортски легенди, Боро Стефановски, и неговиот брат Томи Стефановски е познат маратонски пливаш. Минатата година победи на Охридскиот маратон. Боро беше, значи, во семејството Стефановски, кај што беа браќата Боро и Томи, првиот од двајцата што почна да плива, меѓутоа во семејството има еден многу постар пливач од двајцата, нивниот татко. Да. Дуле Стефановски беше пливач, ватерполист, таму во 50-тите години, во она генерација на познати ватерполисти, како што беа Охриѓаните, Симонче, па Нико Нестор играше, па Дики играше, па Чакуле, имаше многу така познати имења, потоа да не го заборавиме и Климе Савин, кој даде голем придонес за развојот на ватерполото, посебно и овде во Скопје. Значи, почнавме од минатото, во минатото почна и ти со пливање и ватерполо, најнапред обично ватерполистите одеа на пливање, па потоа во ватерполо спортот, затоа што така и логично треба да се совладаат пливачките вештини за да се стане добар ватерполист. Боро, кога почна ти со пливањето? За татко ти кажав, уште од 50-тите години, а кога беа твоите први сериозни пливачки тренинзи? Значи, најголемиот кривец што јас и брат ми сме во овој според е нашиот татко. Јас научив да пливам на 4 годишна возраст во Црна Гора. Значи, татко ми што се однесува до тоа дури против препораките на тренерите, на 4 годишна возраст почнав да пливам и веќе почна со тренажен процес со мене, односно почна да работи со мене во море. Значи, на секој одмор до своја 7 до 8 годишна возраст тој работеше само на годишните одмори со мене и двата базена во Скопје што беа, значи одевме на Кале и базенот во Сарај. Исто така беше активен. Моја среќа беше што на многу млади години ние се преселивме во Чешката република и таму уште во почетокот
на 7 годишна возраст, децата се делат на деца кои што се талентирани за творење, односно за уметност, музичка, ликовна, моделарство и на деца кои што се талентирани за спорт. Јас таму веднаш бев ставен во групата која е за спорт и тука почна, бев во повеќе спортови и пливањето е, таму 2 пати неделно одевме на пливање. Имаше градски првенства и секакви. Кога од Чешката република ние се вративме, Колку години имаше тогаш кога отидовте во Чешка и кога почна веќе 2 пати неделно да тренираш? Да, јас отидов во Чешка на 5 годишна возраст, 4,5 годишна возраст, до 10 години бев таму и со 2 пати неделно тренинг ги научив основите таму ги основите, да. Тука дојдов на немаше зимски базени, се идеше во Идризово, почнав во Академски пливачки клуб Студент кај Димитрije Поповски, каде ги научив и другите техники, таму само краулот го совладав и изненадени бева во клубот колку добро пливам и ги победив сите мои врсници. Одевме во Идризово, тешко беше, немаше некои максимални услови. Таму имаше затворен базен. Затворениот базен. Таму е снимен и филмот со Заатина Бојаджи со Неда Арнерич. Да. И ние бевме присутни како статисти на снимање на филмот, дел од пливачите. Значи, во Студент имам едни убави денови, имам многу први, втори и трети места во Македонија, учесник сум на државните првенства на Југославија. Значи, ова први, втори, трети места говориш за пионерска и младинска конкуренција. Пионерска, младинска. А подоцна и во сениорска. И во која сениорска дисциплина ти беше вака најдобра, која најмногу ти одговараш и кој стил? 100-200 делфин, 200 мешано, бидејќи ги владеев сите техники, 100-200 грбно и бев на подолгите патики, значи 400 крал, 1500 крал. Значи пливаше и на најдолгата патика на 1500 метри крал. Овде беа изненадени, меѓутоа не знаеа дека ти си тренирал во Чешка редовно и кога дојде овде се чудат, викаат, дете не победува овде и така. И до кога траеше таа твоја кариера како пливач и да не подсетиш и на некој надпревар сојузен, затоа што се одржува тогаш надпревари на ниво на поранешната држава. Имаше во пионерска, не знам дали имаше, меѓутоа младинска и сениорска сигурен сум дека имаше надпревари. Значи, јас пливав активно до своја 14 годишна возраст. Од 14 години предов во ватерпол клубот Вардар, кој што формираше екипа и беше многу поорганизиран клуб и продолжив уште 2 години да пливам, учествував на државните првенства и освојував медали на државните првенства, но секој главна преокупација после таа 79-та на крајот ми беше ватерполото. Инаку значи, акцент стави на ватерполото, веројатно затоа што можеше и во текот на цела година веќе да тренираш, со оглед на тоа што добивте 2 затворени базена. 79-та се отвори базенот во Карпош, од само Придонец кој што е изграден, и таму добивме едни оптимални услови за да се развиваме и во пливањето и во ватерполото. И многу брзо некако се подигна тој квалитет, значи, како што вели народот, зајакот лежал таму, во тоа што сме немале базени затворени. Еве ги има и веднаш резултати. И сега повде гледаме на стара слика, ова е од таму 79-та, 80-та, ќе ја видат и гледачите, па дај, опиши ја што значи оваа слика, кои се овие ватерполисти и така. 1980 година, председател на клубот беше Климе Савин, кој што многу направи за ватерполо клубот Вардар. Значи, овде е скопскиот дел од екипата со начело со Владо Мустур, кој ни беше тренер и доста научивме од него. Значи, тој беше од Украина, така? Владо Мустур е од Црна Гора, од Дженовичи. Црногорскиот, да. Значи, он е од една фамилија Мустур, кој што има многу ватерполисти, моментално има неговиот братучет е тренер во Италија.
Значи тоа е фамилија која познато семејство Мусур. Јас го помешав со еден украинец што имаше исто така во Вардар, кој беше баше активен и квалитетен. Тоа е Виктор Морос. Мусур Морос е Да, тука. Виктор Морос, да. Да. Значи, оваа екипа е костурот поширокиот состав на Вардар и кон оваа екипа се приклучија најдобрите играчи на Охрид и еден играч на Струга и како такви силни влеговме во втората Југословенска лига. Кажи ни некој име од тие играчи во моментиве кога ги кажуваш и гледачите ќе ја видат оваа слика. Најстариот доктор Здравко Чакар е тука. Тука е Јонче Маленко, голман ни беше Трајче Зафировски, Костич Драган, Даниловски Александар. Тука е Емил Герасимов, Љупчо Дамјановски, кои што се во странство и таму се бават со спорт и се активни во клубовите. Тука сме, јас сум меѓу најмалите, јас, Владко Николовски, кој е судија, ватерполо, Лузевски и тоа е фактички костурот на екипата на Вардар, кој се надпреварува во втората Југословенска лига. Кај ја пронајде оваа слика? Оваа слика ми ја остави Слободан Смилјановски пред да почине. Оваа слика популарниот Мусо. Мусо, да, стоеше во просториите. И да кажам од Дебар Мало, голем фанатик за ватерполото. И ми остави оваа слика и многу пехари од Вардар, многу сувенири, бидејќи Вардар учествуваше на многу турнири меѓународни, дури во Скопје Климе Савин направи да се одржи суперфиналето на победникот на Купот на Купови и Купот на шампиони. Коментираше вашиот колега Младен Делич овде, играше Пош Бродо Меркур со Барцелона, јас и Даниловски и Николовски собиравме топки позади голот и тоа ни беше чест, сепак голем надпревар и голем настан во Скопје беше тоа. Значи тоа е првиот супер куп одржан овде во Скопје, не е овој фудбалскиот. Не, 81 година. Ватерполистите многу години порано организираа таков супер куп благодарејќи на покојниот Климе Савин, кој беше познат пливачки маратонец, па и патеката во Охрид го носи името таа од Свети Наум до Охрид, Климе Савин. Има големи заслуги. Спортски работник за секоја почит, има многу направено. Он не бија направил базата. И тогаш се надградуваше. Овие играчи што и кажа ти, постарите и помладите, полно од нив денеска помагаат во втора Југословенска лига, но мора да кажеме за тоа што тоа и не треба да го кажуваме, фактите говорат, Југославија беше секогаш во врвот, како што сега е, например, Србија, Хрватска, Црна Гора, да. Значи, од тие бивши републики од поранешната држава во врвот, тоа говори дека југословенското ватерполо беше на едно високо ниво, а да се игра во втората лига, значи во втората лига по ранг не беше лесно и тука имаше голем квалитет. Дури тогаш говорев, јас се сеќавам и како новинар, кога влеговте во втора лига, имаше една општа радост, затоа што сметавме оти таа втора лига е на нивото на први лиги во многу европски земји, ако ги исклучиме само Италија, Шпанија, Русија, оние што беа велесили. Многу играчи од таа втора лига отидоа во Франција, во Италија и играва и останава во тој спорт. Многу интересно, првата година ние имаме една победа што мислам ќе ја паметиме сите. Игравме со лидерот на табелата, со Бечеј. Бечеј во Скопје беше победен со 11-10. А да кажеме колкава традиција има пак Бечеј, дека Бечеј еден период последниве не знам години беше шампион на Европа. Беше победник и на Суперкупот и три пати шампион на Европа. Значи, Бечеј таа година влезе во прва лига и веќе не испадна, беше совладан само во Скопје. Значи, со 11-10. Како изгледаше тој надпревар? 11-10 густо било. Тој надпревар ние игравме со доста појака екипа од нас, бевме многу мотивирани и со една пресинг игра, со голем жар
мотивирани од противникот го победивме тука. Се чудеа и целата јавност беше зачудена дека Бече изгуби во Скопје таа година. Тоа е негде 81-ва, мислам, или 82-ра година. И тоа беше поттик за тебе и за овие помладите ватерполисти на твоја возраст што беа тогаш еве во овој тим на Варна. Ватерполото функционираше до распаѓањето на Југославија многу добро организирано, бидејќи учествувавме во таа втора лига. 89-та година доаѓа една генерација на мојот брат, Сашко Поповски, Јанко Циев, Сречко Пауновиќ, вашиот син Мишко Михајлов. Значи, таа генерација, дури во младинска конкуренција, се носеше со репрезентацијата на Србија и со неколку играчи од това, да речеме, тука сме ние пионери, ние бевме тогаш постари, таа 89-та година, таа генерација доживува најголемиот успех на македонското ватерполо. Влегуваме во првата Б југословенска лига. Значи, го победуваме Жак од Кикинда во Кикинда и Војводина во Нови Сад. И тоа беше најголемиот успех на македонското ватерполо. Игравме во таа прва Б лига 2 сезони. Игравме во онаа лига кога остана, се оддели Хрватска, ние игравме со Србија, игравме исто бараш за прва лига. Тогаш имавме 2 засилувања од Молдавија, Виктор Мороз и Игор Носков. Така да се носевме со тие екипи и доста квалитетно се играше. Да речеме за ваша информација, ние игравме со екипата на Приморац, Котор, порано се викаше сега Приморац, игравме во Скопје 11-11. Значи екипа што била меѓу 4 екипи во Европа, играла во финале на Европски куп. Тогаш игравте со овие црногорските екипи во кои што имаше големи асови, се сеќавам и со Будва, Тива, имавте надпревари, бошре интереси и квалитетни. Таа генерација, значи... Недоискажана генерација, бидејќи се распадна Југославија. Немаше каде да се надпреварува. Таа генерација требаше уште 1-2 години да созре и да биде, мисламе, и у првите 4-5 екипи во таа Југославија. Значи, некогаш треба и среќа да имаш. Тогаш и мојот покоен колега Миле Пеповски, кој беше голем ентузијаст во спортот, посебно во ватерполото, бидејќи долго време беше и управник на базенот, значи целиот така загреан за ватерполото, па кога ќе се вратевте од пата, имате некој добар резултат, се сеќавам со какво воодушевување раскажуваше за тоа. И момците играа супер, алал да им е и така. Значи, ние, после растурањето на Југославија, поголемиот дел од нас заминавме во странство, јас повторно во Чешката република. Таму играв 2,5 сезони, 2,5 доста добри мои сезони, значи како играч државни прваци бевме 2 сезони и таму почна мојата тренерска кариера. Видов дека во Чешката република една многу интересна работа што ја забележав и вредна е за забележување. Значи таму базата во спортот е феноменална. Во ватерполото спорт нема стручен кадар и видов дека не се работи со младите категории како што треба и се нафатив, имав научено од онаа југословенска школа, од Владо Мустур, Љубо Мечкич беше тука, работеше со нас, Невен Ковачевиќ. Мечкич, да споменеме дека еден период беше и селектор на репрезентацијата на Македонија. На Македонија, да. Невен Ковачевиќ селектор на младинската селекција. Јас тренерскиот занет почнав да го учам од мали нозе, запишувајќи ги тренизите и сето она што го работеа со нас го ставав во еден тефтер. И како со такви знаења почнав како тренер во Чешката република и првата година земав второ место во младинска конкуренција, наредната година бевме државни прваци. Живееше во Прага? Во Прага живеев, играв за Славија Прага и работев како тренер на младинската екипа таму. Подоцна почнав и со првиот тим да работам, затоа што видоа дека
сепак знаењето наше од бивша Југославија е многу на повисоко ниво отколку нивното знаење во тој спорт. Се вратив 94 година, ме прифати екипата на младост и таму почнав да работам како тренер и во првата година и како играч. Значи, тука беше председател Миле Пеповски, се обидов да ги соберам сите оние вардарови деца што играа за Вардар и направивме една екипа. Прв турнир ние 95-та година учествувавме во Шенберг, 8 екипи. Сега зборуваме по самостојувањето на Македонија, прв турнир на кој што учествуваат наши ватерполисти. Интересен на тој период, вака да ни го раскажеш повеќе како изгледаше тоа време, бидејќи еве имаше и затворени базени, дали концентриран беше квалитетот само овде во Скопје или пак Охриѓани, Стружари така се бореа за приклучок и во тој период да дојдат до тој квалитет, зашто тие има порано квалитет, па падна, Скопје го презема приматот, каква е ситуацијата во тој период по осамостојувањето на Македонија? Скопје го превзема приватот во пливачкиот и во ватерполо спортот од 79-та година. Базените. Од градењето на базенот. Значи во Охрид имаме ние во Инекс Горица има зимски базен, но не континуирано работи. И Струга исто имаше еден базен мал. Струга исто се работеше во основно училиште беше тој базен, веќе е руиниран и мислам дека воопшто не работи. Значи од 79-та приматот и во пливањето и во ватерполото го превземаат скопските клубови. Јас кога се вратив од Чешка имав амбиции, имав поддршка од председателот во клубот со услови за работа. Значи базенот ни беше на располагање, ги собравме оние стари играчи, создадовме една помлада генерација. На почетокот почна и вашиот син со мене да работи како помошник тренер. Како тренер, да, и собравме една огромна група на деца и од таа група на деца, значи од 94-та крајот, 95-та година, 98-ма е првото учество на македонска екипа во европски купови. Во Штутгарт учествуваме. Пред да одиме на куповите, само кажи ми го чувството прв пат кога излеговте како представници од Македонија по самостојувањето на тој турнир што го спомна пред малку во 95-та година. 95-та година во Шенберг дојдовме, значи обезбедивме некако спонзорства за пат. Таму имавме покриени овакво трошоци за престој и храна. Германците не гледаа со подценување. И таков третман добивме. Првиот ден, првиот надпревар го победивме, веднаш почна да се менува атмосферата и мислењата. Втората победа почнаа повесници да пишуваат за нас. Ни направива чест, градоначалникот не викна, не однесова во трезорот на најјаката банка во местото. Ни направива еден коктел кај градоначалникот и директорот на банката, кој им беше таму спонзор. И ние на тој турнир освоивме прво место, од 7 екипи имавме 7 победи. И што е, да речеме, една слика колку било јако југословенското ватерполо. Значи, од тие 7 екипи играше една екипа од Холандија, Еншеде, Дуисбург играше, значи, прволигашки германски екипи. Ние бевме тогаш, отидовме да измериме силата, да видиме дали се уште може да направиме екипа. И тоа беше почетокот дека можеме и направивме еден план да направиме една стратегија да учествуваме во европските купови. Иако тешко беше со средства, со сето тоа, но сепак тука имаше луѓе во управата кои што се борева и сето тоа се оствари. Значи, првото учество е 98 година во Штутгарт. Исто се играме со наши играчи, тука игра Томи Стефановски, Спировски, Дејан Симеонов, кој моментално е во
Малта работи како ватерполо Да, тренер. подолго време веќе е таму. Да. И таа екипа 98 фактички комбинација од оваа екипа од постари играчи, јас веќе не играв. Владимир Ристовски беше голман и помладата германација Личина Ермин, Никалјевиќ, Шулевски Бојан. Значи, направивме една спона и успеавме да учествуваме во европски купови и да рамноправно се бориме со многу европски екипи. Како изгледаше тоа прво учество во Европскиот куп? Противниците, дали беа супериорни или пак така се носевте? Па јас мислам дека многу добро изигравме, некои играчи се надминаа себе си, значи го победивме првакот на Турција, а ради ваша информација изгубивме 14-9 од првакот на Русија, од ЦСКА Москва, која водеше Кабанов, селекторот на руската репрезентација, и имаше 5 репрезентативци на Русија. Да постигнеш 9 гола против една таква екипа не е мала работа. Да. Имаше инспирација ке играчите и многу добро изигра.